На сцената на плоштадот Карпошово во Станија се одржа концерт на Скопскиот дувачки квинтет, кој пред публиката се представија со врвни дела од класичната музика од Моцарт и Фаркаш, руски композиции со црковни мотиви, познатата Кармен, Лабини Дојрана и делото Македонија со познати фолклорни мелодии. Најстариот камерен ансамбл кој следната година ќе одбележи 4 децении постоење го сочинуваат Марија Јакимовска флейта, Васил Атанасов обоа, Ристе Ѓуревски кларинит, Даниел Апостолов фагот и Александар Ѓошев хорна. Задоволство од настапот во име на целиот состав изрази уметничкиот раководител Васил Атанасов. Имам задоволство да ја поздравам публиката во Крива Паланка. Еве гостуваме со подршка на Министерството за култура во овие летни денови, сакајќи да направиме убави концерти низ Македонија, тоа е една мала турнеја на Скопскиот дувачки квинтет. Гостуваме во Македонија во помали места, нели тргнавме од идејата дека и малите места заслужуваат убави културни настани, познатите македонски уметници да гостуваат, вклучително камерни состави, по и Македонската филхармонија и Македонската опера. Ние со задоволство го пријавивме овој проект за овдека, во Радовиш и во Делчево. Значи, ова е третиот концерт. Гледам, организацијата е убава, на отворено ќе свириме, има атмосфера. Топлиот културен бран во општина Крива Паланка во соработка со Националната установа Центар за култура и Градскиот музеј продолжува на 6 август со монодрамата Јана Сандански 100 години потоа во изведба на актерот Петар Темелковски.